Добре дојдовте на уште една епизода од серијалот Интервју со менеджмент консултант. Моето име е Данчо Димков и сум претседател на Асоциацијата на менеджмент консултанти. За денес имаме посебен гостин, господин Глигор Михайловски, кој што исто така е сертифициран менеджмент консултант, член на управниот одбор на МК, како извршен директор на консултантската куќа СЕК Холдинг. Глигор, добре дојде во програмата. Добро, Недов, здрави живи. Да, за сите што не знаете, ние со Глигор интензивно работиме во МК, во управен, така да често имаме и средби и планови за како да го растиме консалтингот во Македонија. Најпрво, Глигор, би сакал да те замолам да се представи за сите што не те знаат, како личност, кој е всушност Глигор Михайловски? Уште еднаш благодарам за поканата на ова интервју, се надам нашите колеги консултанти и коучи ќе им биде интересна ова сесија, да ги запознаеме што има ново во делот на работа на развојните консултанти, коучи со општините, со владата, со граѓанските организации, со бизнис сектор. Инаку јас себе си се сметам за развоен експерт, консултант и коуч, покрај тоа што сум сертифициран менеджмент консултант. Во последните години работам на една методологија поврзана со коучингот и се обидувам тоа да го меинстримирам во сите мои програми. Како што реков, работејќи со општините, со владата, со граѓанските организации, со бизнисите. Во суштина, целта на мојот пристап е развивање на поголема самосвесност на клиентите. Nice. Да они да почнат заедно со мене да го тераме патот на развој, дали е тоа личен, организацијски развој, се до еден момент кога ќе бидат доволно зрели сами да продолжат по тој пат. Поминувајќи доста низ различните фази на експерт и консултант и тренер и обучувач, сватив дека коучингот е сепак една најдобра можност која што може да им ја даеме на нашите клиенти да бидат успешни, а ако они се успешни, ние ќе просперираме. Баш. Интересно за тоа и сакав да не бидеш гостин, бидејќи кога разговаравме за тема беше коучингот како пристап за организацијски развој и баш не знам толку коучи што се во Македонија, до душе и коучинг на македонски не знам како би се преведело, зашто има ментор, ама тоа е ментор, а коуч на македонски како би било, Глигор? Токму е добра можност да направиме разлика, а повеќе би ја направил семантичка разлика. Ако е консултант на оваа страна, кој му кажува на Данчо, сега запали светло, пушти компјутер. Значи, инструкционо ако настапува, го имаме обучувачот во средина кој што нешто помеѓу консултант и коуче, тренерот вели, еве јас вака направив, Данчо, сега отворив тука затворив, ти како би направил? И ти гледаш, па ајде јас исто така го направив. Коучот е една нова дисциплина која што веројатно од 90-тите години повеќе стандардизирано и формулирано како пристап на работа, кој што само се раководи од прашањата и одговорите на коучот, односно на клиентот. Коучот е тој кој што поставува прашање, води клиентот кон само созревање, само разбирање на проблемот. Некогаш може да се случи и проблемот да не е тој кој што е првично најавен. На некој начин преку интроспекција и само анализа доаѓаме до решение. Значи нема превод коуч, нема превод на начин на кој што би го разбрале нашите соработници и клиенти, но ајде да кажеме грубо еден начин на советување преку поставување прашања. Јасно. Значи, разликата од консултантот направи ова, а коучот е баш како на психијатар кој одиш седнуваш и how does this make you feel и што мислиш за ова, а си помислил за ова, значи низ за прашање го водиш клиентот да стигне до некакво сознание. Впрочем така. Интересно. Ме интересираше баш како функционира коучингот, значи дали е тоа нешто групно, дали е еден на еден коучинг, како го работите, Глигор? Има повеќе начини на коучинг. Грубо, темите се лайф коучинг или животно советување за животот, генерални работи, професионал коучинг или поврзани со професијата. А ако навлеземе во професијата или коучинг на работно место, тогаш може да биде индивидуално, може да биде екзекутив коучинг или на раководното лице советување, преку поставање прашање може да биде на средниот менеджмент,
може да биде на дел од вработените клучни, а може да биде и тим коучинг, кој е малку поинаква дисциплина, кога на таа сесија, како што кажа ти, се повеќе луѓе собрани и секој од нив треба да си најде сам одговор на прашањата. Вообичаено, како што ние се обидуваме да го воведеме коучинг во Македонија на малку поголемо ниво, ќе објаснам за кратко зашто е тоа така, се обидуваме да се фокусираме на личниот развој преку личен коучинг на работното место. Браво. Значи, ипак не е коучинг one fits all, туку има зависност од каде си во хиерархија и зависност дали сакаш на лично ниво да напредуваш или на ниво на професионално. Да, но процесот е ист, затоа што сметаме дека сите лица, сите личности имаат свој посебен начин на размислување, но сите сакаат добро, работа за доброто лично и на тие околу нив, и затоа пристапот е таков како што е. Во смисла ги поставуваме истите прашања без разлика дали станува збор за извршен директор на голема корпорација или станува збор за маркетинг менаџер во помала фирма. Јасно. Добро, Глигор, за некој да биде коуч, тоа е сертифицирано, признаено или секој може, зашто во консалтингот знаеме дека може секој да се само декларира за консултант, во МК го имаме Certified Management консултант како сертификат, па ме интересира како е тоа и во коучингот поставено. Да, добро прашање. Во Македонија има неколку програми кои што се повикуваат на одредени сертификати, институции. Јас лично она што го следаме според Нобел Манхетен Универзитетот од Лондон, каде што сум при крај на моите студии за напреден коучинг, кој го следи моделот на T-Grow. Јас кратко би објаснил за нашите слушатели што е T-Grow модел. Кратенката, тоа се првите букви од следниот пристап на коучинг. Т или Т е темата. Темата која што вие бирате на сесијата заедно со клиентот. Г или goal е целта на сесијата. R или Р е реалноста, која што ја бараме да ни ја каже клиентот, како поставување на прашања, што е она што му се случува поврзано со темата, кои му се предизвиците, кратко да објасни кај се наоѓа во својата животна патека или професионална патека. O е opportunities или можности, кои му се можностите кои што тој ги гледа пред него, кој може да му помогне, до кога може тоа да го реализира, и way forward, тоа е последното W, затоа моделот T-Grow. Последниот концепт од таа сесија која што нормално се повторува, ќе збориме за тоа колку е потребно сесија да има, е како понатаму, way forward, како понатаму. На кој начин клиентот ќе се зададе себе си една рамка за реализација на мерките кои што ќе ги преземе тој или таа, или групата, со цел да стигне до целта на сесијата. Тоа е еден прилично мерлив output или резултат кој што сака да го постигне. Ние во тој T-Grow модел велиме дека танцуваме со клиентот. Ние само го водиме. А инаку танцувањето е взаемно. Да. И тој може да го моделира движењето на танцот и најчесто нашите насоки, за кои што се бара доста голем степен на интуиција и разбирање и активно слушање, се во таа насока. Како да го насочиме клиентот побрзо да дојде до решението на проблемот кој што го мачи. Резултатите се феноменални. Браво, значи, вие ипак спрема сертификацијата во Лондон, што ја кажа, си следите логичка рамка по која се движите и врз база на тоа ги вршите коучинг сесиите. Чисто ме интересираше, од друга страна, значи, ипак треба да бидеш со некакво образование за да можеш да бидеш коуч, дали сертифицирано или како да се водат. Од друга страна, кој е пазарот за коучи? Дали уствари има многу заинтересирани во Македонија? На светско ниво знам дека секој стартап или бизнисмен треба да си има коуч за различни области кои што му помага на лично ниво и на организацијско да порасне. Али малку сум загрижен во Македонија колков е тој интерес, зашто знаеш Македонија сме неколку малку поназад од остатокот од светот. Точно, Македонија не е мејнстрим. Пазарот едни би рекле дека не е голем, некој друг би рекол не е развиен. Јас секогаш го земам овој вториот поглед на работите, дека пазарот е недоволно сатуриран, не е развиен и голема можност за нас како консултанти кои што работиме, како што кажав, со општини, со
компании, со граѓански организации, па и со владата на крајот на криштата, да го промовираме. И тоа сега го правиме преку наши проекти поврзани со Европска унија и USAID, односно за нашите партнери или клиенти во зависност во кој сетап сме договорени со нив. Се обидуваме наместо обуката како методологија и пристап да го воведеме коучингот. Јасно. Точно е, нема многу побарувачка, тоа е резултат и на неразвиена и понуда и побарувачка, секако и понудата треба да се зголеми. Оно што јас го препорачувам на тие кои што аспирираат да го користат овој пристап, еве, мала реклама за Ново Мехетен, Универзитетот од Лондон, кој што долго време ме бараше со години, додека не сватив лани во екот на кризата, со COVID-19, додека седевме дома, сите затворени, дека разбирајќи го принципот на коучинг, тоа е вистинскиот пат да имаме задоволни и среќни клиенти, а за мене задоволни и среќни клиенти да не ми се јават пак. Но тие задоволни и среќни клиенти се јавуваат пак за нови предизвици кои што ги имаат или препорачуваат за нашите коучинг и слични услуги понатаму. Така да во нашата траекторија на размислување, коучингот е пристапот кој што треба да се следи. Јасно. Значи и преку различни програми пробувате малку како има обуки, па следна фаза е всушност коучинг, па наместо да има трансфер на знање преку обуки, да се вметне програмски различни коучинг програми. Еве, јас би бил и конкретен, прецизен за што се работи. Имаме проект со USAID, каде што во едно населено место, рурално, ќе треба да ги собереме на едно место младите, кои ќе треба да формираат младински клубови. Сега многу е лесно ако одиме со екс-катедра, пристап и тренинг, обука, како младите да пишуваат проекти. Јасно. Дојдеме, ќе кажеме, искуството вели дека 1 од 20 учесници ќе научи да пишува проекти. Наместо тоа ние викаме вака: ајде да ги советуваме, односно советување со прашање или коучинг. Да ги викнеме дали еден по еден, дали во форма на тим и да им поставиме прашање. Прашањата се следни, поврзани со темата. Што е тоа што сакате да го видите како подобрување во заедницата? Кои се предизвиците? Што би направиле вие да бевте на местото на градоначалникот во оваа мала општина? Кој би можел да ви помогне? И токму таквиот пристап води кон енормни резултати. Клучот тука е сопствеништвото. Сопствеништвото е поголемо, комитментот, посветеноста е поголема, кога човекот мора да размислува за своите предизвици, кога му поставуваш прашање на тоа лице, на таа личност, добро, што е тоа што те мачи, како тоа ти би го решил. Тука луѓето застануваат, најчесто има пауза, некојаш има емоции, некојаш има гнев, некојаш има насмевки, но не стои турбулентен процес, тука е коучот да го води смирено, со разбирање на ситуацијата, следејќи го некој од моделите во коучингот и пред се со големо разбирање за каде треба клиентот да се насочи за да ги постигне своите реални можности. Јасно. Значи, баш е, кога кажа колку е мотивиран и комитментот, кога сам ќе ти текне некоја идеја, си многу посветен на таа идеја, отколку кога некој консултант од надвор ќе ти каже само што да правиш. Исто гледаш понуда и побарувачка. Значи, за побарувачка сега доправо се развива. А понуда на коучинг во Македонија, има многу коучи што моментално нудат дали личен развој или организацијски? Има неколку кои што навистина работа, дали е тоа поврзано со NLP или неуролингвистичко програмирање коучинг, дали е поврзан како директен коучинг, лайф коучинг. Оно што веројатно нас ни фали и кој што можеме понатака да го инкорпорираме во МК 2000 чинам, затоа што целта е иста, да се помогне на голема група на граѓани подобро да работат и поквалитетно, е на некој начин понатака во иднина заедно со нашите соистомисленици или моите соистомисленици во рамките на МК 2000 да направиме една група за коучинг која заедно со останатите групи кои што се доста активни како за мониторинг и евалуација, секако за CMC, Certified Management Consultant, ќе можеме заедно да ги видиме сите можности како на оваа држава да им помогнеме на различните целни групи. Мислам дека и од корист и за меинстрим консултантите ако ги применат коучинг вештините. Нека веруваме дека тие ќе станат коучи
или советници кои што поставуваат прашање, ама методолошки можеби fine tune или ќе го прилагодат својот пристап и со тоа ќе имат и повеќе подобри резултати. Да, крајната цел е како да му се помогне или на индивидуите или на компаниите на крај на ден. Јасно, Глигор. Сакам, мислам, многу сум љубопитен јас, али низ призма на како изгледа една коучинг сесија. Еве, ти доаѓа клиент и вика здраво. И сега да. Здраво. Дали здраво, дали има програма, дали има запознавање, чисто бев љубопитен низ призма на како изгледа уствари коучинг сесијата. Вообичаено велиме е проблематично да поставиш прашање како си. Ето нели тоа ние сите го викаме. Добро. Можеби ќе звучи малку грубо и премногу програмирано, но еден од моделите кои што ги следиме овој T-Grow кој што води од почеток на сесија до крај на сесија ние се задржуваме на агендата на клиентот. Па еве да пробаме со тебе ако може да се дозволиш. Зашто сакаш да збориме, Данчо, на оваа сесија? За дали да станам коуч или не на лично ниво. Конкретно целта на оваа сесија, ако добро разбирам, би била да добиеш насоки, односно одговор да или не или можеби, дали ти понатаму би станал коуч. Дали добро разбирам? Да, баш. Добро. Дали можеш да ми објасниш зошто размислуваш на таа тема, како дојде до размислување на таа тема? Па зборував со еден Глигор, ми кажа дека е доста понапредно во степенот на образование, да не биде само обуки, теку дека со коучинг првен клиентите имат поголем комитмент и многу поубави резултати се постигнуваат. Имаш искуство дали со некој од соработниците сте работеле на ваква метода или пристап? Коучинг, менторшип најблиско ми е до тоа што сме го работеле, дали со предприемачи на бизнис планови, откако ќе завршат па one-on-one сесии, ама како коучинг, правен не знам фреймворци, ова сега T-Grow што ми го кажа, прв пат, мислам, нов фреймворк што јас го дознавам за можност за коучинг. Ако менторството представува повеќе советување од страна на peer-to-peer, некој кој што има исто искуство, сега тука излегуваме од улогата на сесијата, коучингот не бара некој конкретно знаење за одредена тема. Може да е клиент од некој од тутунска индустрија, кој што се соочува со одредени конкретни проблеми во таа индустрија, не бара конкретно знаење за самата тематика, за разлика од менторството, кое што конкретно советува од претходно искуство. Битно е коучот да се абстрахира од сопствените искуства. На процесот наместо на резултатот. Да, сопствените искуства не смеат да бидат, сопствените искуства на коучингот не смеат да се вклучат во комуникација со клиентот. И сега тука се враќаме назад во сесијата. Кој би може да ти помогне да добиеш насоки за тоа? Дали познаваш некој кој што работи веќе на таа тема и би можел да организираш состанок наскоро? Да, Глигор, слушнав дека работи коучинг и ми е баш на место за да го прашам како функционира. Добро, кога би можел да го закажеш тој состанок со него? Па се мислам за подкаст да го поканам на интервју за консултанти, така и јас да добиам малку инсайт за како функционира коучингот. Ти благодарам за денешната сесија. Тоа е процесот, браво. Процесот е таков, многу е важно да се поставуваат отворени прашања. Тоа е некој од tricks and tips кои што ги имаме во коучингот, затоа што ако поставуваме да не прашање, малку проблематично го носиме човекот во затворена слепа улица кај што не може да се чувствува убаво. И го насочуваш усвари. WH прашања се советуваат. Сега вака малку грубо за нашите слушатели за да биде и поинтересно за нив. Секако ние планираме 2022 да организираме една голема презентација на коучинг методологијата заедно со стопанските комори во Македонија, заедно со дел од општините со кои што работиме и дел од граѓанските организации, затоа што мислиме, како што успеавме на државата да го продадеме концептот на општествена одговорност пред 2 години во стратегијата која што изработивме на национално ниво, дека општествена одговорност не е само за компании, туку за сите ентитети, така и со овој пристап сакаме да кажеме коучингот може секаде да се применува. Дали на работното место, така и лично во приватниот живот на една особа. Јасно. Коучингот е повише процес, значи applicable крос индустрии, крос видови на организации. А добро, Глигор, баш од прилика, за да постигнеш некаква цел, колку коучинг сесии се всушност доволни? Да, зависи од
самата проблематика вообичаено ако кога се запознаваме со нов клиент, правиме нешто што го викаме тркало на животот. Сега немаме тука табла за тркало на животот, но буквално тоа Нема представува интересно звучи. еден круг, кај што ги ставаме 7-8 области од живеењето, работењето. Таа може да биде работа, фамилија, пријатели, хоби. И ставаме, кој сакаш. да, ги ставаме доминантно, викаме, добро, колку од времето поминувате на различни работи? Добро, кои области би сакале да ги подобрите? И кога се мечираат тие две нешта, ни даваат една чудна фигура, која што ни покажува клиентот каде се наоѓа моментално во својот живот или во работењето. Зависи за кој тип на коучинг станува збор. И тогаш можеме да му помогнеме, тогаш веќе имаме индици на следната сесија или на првата следна сесија, која ќе ги постави прашањата, знаеме отприлика каде доаѓа. Но повторно ќе кажам, оној предизвик кој што го имаме како коучи е да избегаме од улогата на споделување на сопствени искуства, туку да оставиме на клиентот сам да ги спознае нештата како се, и ние ги обожаваме тие моменти на епифанија, кога луѓето самите дознаваат, всушност мене ова ме мачи. Ламбата кај му светне. Да, наеднаш ќе стане, ќе се прошета и ќе рече, па чекај, ова, не знам дека е вака. И лично, како човек, кој што долги години работи во различни области, во едукативен сектор, во граѓански сектор, веќе долго време во, да кажам, во развоен консултантски сектор, тоа мислам дека е нешто што нашите колеги треба да го разберат и да го применат. И тука сме да им помогнеме, како тоа не само со Секолдинг, туку и со Omnium коучинг и тренинг, еден наш нов ентитет кој што работи фокусирано на коучинг. Супер, баш супер, Глигор. Добро, еве, кои би биле следни чекори ако некој сака да се вклучи во програмата на коучинг? Без разлика дали некој еве сега размислува да стане коуч или па некој сака да биде сега како е слушател на коучот, човек што би добивал менторство, би добивал коучинг од коуч во отсуство на македонски збор. Секако може меѓународно да препорачаме неколку програми. Секако има тука поединци кои навистина може да споделат доста интересни пристапи, доста ефективни пристапи во коучингот. Само би најавил повторно дека идејата за 2022 нова група во МК 2000, затоа што јас силно верувам дека ако сакаме да стигнеме на добро место, треба заедно да одиме, а не сами. И тука ги поканувам моите колеги од МК 2000, други заинтересирани развојни лица пред се, да се вклучат во наш заеднички потват за коучингот, а тука на нашите канали и на каналите на Секолдинг, веб страната и на Facebook ќе информираме за најновите случувања поврзани со коучингот. Е спор процес, но веруваме силно во процесот, сигурно ќе стигнеме со резултати. Супер. Баш и гледам и со време сме при крај. Баш тоа ми беше следното прашање, Глигор. Каде можат да те пронајдат слушателите, доколку сакаат да те прашат нешто дополнително, без разлика дали е за коучинг или како развоен консултант, каде може да те контактираат? Нашата веб страна е sec-holding.com, каде што може да се информираат со повеќе информации. Спомнав за Omnium коучинг и тренинг, кој што е исто така на Facebook, може да се пронајде. За сите заинтересирани можат и директно да ме побараат во МК 2000 на контакт адресата, како член на управен одбор секако. И веднаш ќе одговориме. Потврдно нормално што го правиме следно е скенирање на ситуацијата или на некој начин коучинг диагностика, каде се наоѓа личноста и зашто има потреба. Некогаш, ова е многу добро што го спомна ти, некогаш станува збор, посебно во лайф коучингот, навлегуваме во психоанализа која што ние не ја правиме. Секако за тоа се има дипломирани, сертифицирани лица. А на онаму кај што ќе процениме дека ние со нашиот коучинг пристап можеме да помогнеме дали одредена личност да напредува на своето работно место, тогаш ги препорачуваме нашите услуги и многу често почнуваме и со тим коучингот. Тоа е вообичаено матрица или матрична организација кај што луѓето работат во тим и преку едноставни прашања и поставување на прашање и почитување на пред се на личноста и користење на аргументи наместо квалификации лични, доаѓаме до многу интересни насоки кои што понатаму ги користат нашите клиенти.
тука би потикнал исто така на нашите соработници, консултанти од IT индустрија, маркетинг индустрија, да навистина да се заинтересираат за самата методологија, затоа што сметаме дека носи многу голема вредност за клиентите. Што носи нешто вредност за клиентите, а тоа е нашето кредо или мото, тогаш навистина вреди да се прави. Јасно. Баш како фреймворк, после ќе прогуглам јас Тигро да видам како функционира и што. Али Глигор, ја би сакал исто формално да се заблагодарам што присуствуваше на оваа програма. Темата ни беше коучинг како пристап за организацијски развој и мислам дека успеа да доловиш што е коучингот, како да се стане коуч, што имате и планирано и за 2022. Па се надевам дека сите што слушаат, доколку имаат интерес за коуч, да те контактираат тебе или да дојдат на SEC Holding, или па доколку се заинтересирани да влезат во коучинг светот, пак да те контактираат тебе да видат во кои насоки може да се прошири оваа приказна. Фала ти за тоа, ја сакам да ти честитам за книгата Sweet Leads. Да, фала. Феноменална, морам да кажам, со доста менторски коучинг елементи кои што мислам дека во втората книга што ќе имаш, ќе ги прошириш, ќе ги унапредиш и таа ќе биде уште поголема циркулација ќе има од првата. Јасно, фала ти, мислам, има време за втора, али и тоа викав јас, можеби дел од консултантите и работат коучинг, само не се свесни и не го прават по фреймворк, по логичка рамка, туку интуитивно да речам. Да си земеме ние задолжност во МК 2000 за 2022 да направиме еден таков настан за нашите колеги, а сега би задржал приликата при крај на година сме да им посакам многу поуспешна година 2022 со повеќе здравје пред се. Баш. И позадоволни клиенти. Баш. Ти благодарам, Глигор, уште еднаш и за сите останати остануваме со следните епизоди. Се гледаме.